неколкуте на победата на Металург и тоа беше и Дејан Манасков, меѓутоа не успеа да го реализира тоа сега, односно првиот напад Манасков на голот на Вардар е извонредниот Арпад Штербик, еден од недобрите светски голмани. Повторно Брумен во ситуација, да видиме што е судено. Престап, нема 3-0 за Вардар, оди Металург по првиот свој гол, веќе 2,5 минути помина, не успеа да искористат ниту една акција за да го совладаат Арпад Штербик. Многу звезди, многу ракометари кои што сигурно ќе го привлечат вниманието и оваа сезона во елитната лига на шампионите. Одлично Синдрич Борозан брани Штербик, одбрана број 2. И сепак имало прекршок таму, добро. Синдрич е плеймейкер, го нема Миркуловски, се пореди вчера по еден груп старт на Савич од екипата на Азоти Пулови, меѓутоа се е во ред со него, не сакаше да ризикува. Лино Червар исто како и со Наумче Мојсовски, кој што знаеме подолго време беше повреден, беше на операција и тој заедно со Станич, со Димовски и со Миркуловски не се во составот. Миркуловски е повреден, Димовски и Станич не се во екипата на Лино Червар според проценката на искусниот хрватски стратег. Нема гол се уште во мрежата на Арпад Штербик, одиви во напад Вардар. Ласковиќ доби топка од Карачи, сега пречката сојузник на Косич на засилувањето на Металург од Војводина оваа сезона. Оди напред Синдрич, сега топка за Липовина, одигра одлично второ полувреме вчера младинскиот репрезентативец, а и сениорски на црногорската репрезентација. Тоа е еден од неколкуте нови засилувања на Металург во новата сезона. Од Сиудат Енкантада дојде прекрасен гол сега на Вуко Борозан. Одличен беше вчера на мечот со Азоти Пулави. Буквално експлодираше во второто полувреме. Вуко Борозан постигна 5 гола, творец, реков, на онаа победа против Азоти, заедно со Дејан Манасков, со Липовина, со Лука Синдрич, со Жарко Пешевски, со Джукич и со Куковски, кој што одигра одлично во одбраната, предводени од голманот Никола Митрески. Одлично сега Ласковиќ, па сега влегува во добар ритам сега и Косич. Одбрана број 1 за голманот на Металург. Грешка во меѓувреме за нашиот шампион и повторно е со шанса Вардар да дојде во ситуација да поведе и со 2 гола позитива. Ласковиќ. Одлична топка за Караджич. Има таму провев во одбраната на Металург и има исклучување. Борозан 2 минути. Исклучување во екипата на Металург, играчот со број 34. Оној што го постигна првиот гол за Металург. Ја гледате оваа ситуација. Тимур Дибиров торпат на линијата од 7 метри против Коцич. Овој пат поуспешен Коцич, промашува Тимур Дибиров, останува предноста на Вардар од 2:1 со тоа што металурзите во напад ке треба да играат со ракометар помалку, да видиме дали има измени. Да, влегува Павел Атман, кој што е некако незабележителен на овој турнир во екипата на Металург. На првиот надпревар против Кретеј постигна 3 гола, потоа вчера против Азоти без гол зад неговото име. Жолт картон во меѓувреме за Лацковиќ, кој што играше грубо во одбрана, и сега Металург напаѓа со Атман, со Липовина и со Синдрич во вековските позиции, меѓутоа со ракометар помалку е сега. Синдрич, оди сам Синдрич, одлично прочитан Синдрич таму, ако не се лажам, играше добро во блок. Брумен се жали на повреда Лука Синдрич, да видиме за што се работи. Ева таа акција уште еднаш, таа одличен во блокот Матијаш Брумен. Стрелец на еден гол за Вардар досега, заедно со Дибиров.
Одлично Циндрич сега покраја Бутовиќ со ракометар помалку успева Металург да погоди. Повторно по една индивидуална акција на Лука Циндрич, изворедниот хрватски интернационалец, го обезбеди дресот на својата репрезентација, игра во одличен ритм на почетокот на овие подготовки, на овие подготвителни надпревари по оние базични кои што Металург ги одработи во Маврово. Игор Карачич погодува. За сега проблеми во одбраната на Металург, лесно доаѓаат до удар, до шанса, до отворен простор вардарци, еве ги сега повторно на еден гол предност за црвено-црните, но Металург постигна со гол со ракометар помалку, а наскоро по само 3 секунди во игра ќе бидат комплетни против Вардар. Циндрич, Липовина, еве го Жарко Пешевски оди на линијата од 6. Интересно денеска Лино Червар се реши да има само еден пивот во ростера, тоа е Жарко Пешевски, Ванчо Димовски не е во тимот. Немаш најдобра топка од Атман за Липовина, па потоа обид таму на Џукич да одработи оваа ситуација и жолт картон за Чипурин има и мислам дека ќе има удар од 7 метри. Прв за екипата на Металург, Вардар досега изведе 2, еднаш беше прецизен само Тимур Дибиров, да видиме дали Циндрич во Гринес, не, останува Циндрич во игра, се уште долго се одмораат стартерите на Лино Червар на овој турнир. Циндрич е против Штербик, прецизен, без комплекси од еден од добрите голмани во светот, хрватскиот интернационалец. Втор гол за Лука Циндрич, изедначено е 3-3. Вардар во напад. Карачич, Душе Баев е лево, Ласковиќ обид да се проигра таму Чипурин, Кукоски играше одлично во одбрана вчера. Играшот кој што е на поширокиот список на нашата сениорска репрезентација. Карачич, да видиме сега повторно со Чипурин, имаше еден дуел таму. Карачич е повреден, да видиме сега таа ситуација, ќе биде добра. Мора да му се укаже помош на Карачич. Еве го тој момент, да видиме што се случи. Ово одеше во лицето на Карачич Кукоски, да видиме добро мина со жолт картон. Прво помена за него. 9 метри за Вардар. Карачич уште еднаш. Еве го Лацковиќ, има пробивање таму. Судат Каркачев и Колевски. Металург со Циндрич, Липовина, Атман, Пешевски на линијата од 6, Дејан Манасков лево и Џукич десно, Косич останува на голот. Липовина и Циндрич комбинираат сега. Излегува на Атман добро, правовремено од ова доста агресивна длабока зона на Раул Гонзалес. Одлично Бутовиќ сега ја одбрани оваа топка, оди во контранапад. Душеваев сам, меѓутоа чиста интервенција на Косич. Има контра за Дејан Манасков, да видиме, брзо се враќаат Вардарци, меѓутоа Липовина е припаѓа оваа топка, оди во блок на него Душебаев, таму повторно Бутовиќ добро во одбрана. Гледаме добар, квалитетен, цврст ракомет, добри одбрани, само 6 гола, завршува уште малку 10-та минута од финалето на струшкиот ракометен турнир. Ова е за 2 минути. Ласковиќ против својот сонародник Циндрич, побрз го признава фаулот искусниот ракометар. 2 минути исклучување за Блаженко Лацковиќ. 9 медали на своите гради од олимписките, од светските, од европските првенства. Атман, Циндрич со задршка малку, затоа не стигна навреме оваа топка до Џукич на десно крило. Одлично Атман, да видиме пресад. Добро се отвори
Пешевски доби одлична топка, меѓутоа направи престап просвета и нема гол, останува 3-3 на семафорот. Вардар оди сега со ракометар помалку, исклучен е Лацкович, да видиме дали ќе успеат сега тие како и претходно Металург добро да се снајдат да постигнат погодок. Циндрич беше мајсторот со играш помалку во екипата на Металург. Карачич и Дибиров комбинираат сега, жестока битка таму на линијата од 6, Куковски и Борозан со силниот Чипурин. Металург се уште со оној почетен состав од вчера, јунаците на Лино Червар, кои што успеа по негативата од 2 гола, па и од 4 да се врата со плюс 10. Добро затвора таму Куковски, добива добар квалитетен дефанзивец. Ракометарите на Металург, еве го Дибиров од речиси невозможна ситуација, како затоа заврши вака далеку од опасност оваа топка и покрај големата умешност, да наречем виртуозност на Дибиров во вакви ситуации. Ево Липовина сега задосни да излезе на него Чипурин и казнува веднаш младиот Липовина. Владан Липовина, гол број 1 за него. Металург го има првото водство во 12-тата минута од надпреварот. 4-3. Истекува казната на Лацкович, ќе биде комплетен Вардар набрзо и токму тој влегува во игра. Меѓутоа грешат Вардар, се оди во контранапад Џукич, да видиме од кого е овој фаул и дали ќе има исклучување. Брумен, опоменат е од судиите, Матијаш Брумен и сепак исклучување од 2 минути. Имаше едно усно објаснување од Кркачев до Брумен и сепак покажани 2 минути за словенечкиот интернационален стори исклучување кај Вардар по напредналку на Лацкович. Борозан беше на клупата 2 минути кај Металург. Еве шанса за македонскиот првак да дојде и до предност од 2 гола. 2 минути исклучување во екипата на Вардар за играчот со број 7 Матијаш Брумен. Атман, Циндрич, Липовина. За сега задоволен од играта на ова бековска тројка. Лино Червар. Нов напад за 3-1. Чиста ситуација. Липовина. Добро одработија ракометарите на Металург. Брзо, течно, прецизно гледате. Атман, убава топка за Липовина и тука немокен Арпад Штербик, убав, одличен удар од чиста позиција. Металург има и 5-3 во 13-тата минута. Максимална предност во овој дел. Прибак е во игра на местото на Лацкович. Заедно со Карачич, Чипурин таму со Борозан, вистински беден таму, Атман и Борозан играат одлично, заедно со Куковски против искусниот Чипурин. Душебаев е тивок до сега. Карачич чувава финта, меѓутоа немаше услови да мине. Пробивање сега таму, одземени име топката на ракометарите на Вардар. Оди Металург по плюс 3. Борозан, еве ситуација чиста за Манасков, меѓутоа брани Штербик. Брани Арпад Штербик. Малку интервенции на голманите, само по 2. И за Арпад и за Котича. Гледаме се на оваа ситуација и погледнете каква интервенција, го чекаше буквално и успеа да ја одбрани во голем стил оваа топка. Голем голман. Тайм-аут бара Раул Гонзалес, 14-та минута истекуваше, да видиме ке мора да упати корекции и сугестии за своите ракометари. Ке искористиме оваа пауза да ви ги соопштам резултатите од претходните 2 меча во денешната завршна програма на Струшкиот ракометен турнир. Во мечот за 5-то место Кретеј славеше убедливо против Металопластика со 28-19.
трето место на турнирот за екипата на Руски Санкт Петербург, кој во мечот што му претходеше на овој триумфираше против полскиот Азоти Пулави со 33-29. Го чекаме, значи, само победникот и вице-првакот на овој турнир. Заврши тајмаутот на Раул Гонзалес. Металург има предност од 5:3. Ке подсетам со резервен состав. Се уште во игра кај Лино Червар ги нема Фугринец, Георгиевски. Во одбраната Ацо Јовановски и Велко Марковски. Го нема и Филип Миркуловски, го нема и Наумче Мојсовски, го нема и Иванчо Димовски. Нова пропустена шанса за Вардар. Чипурин не успеа баш најдобро да забележам дали интервенираше таму Коцич, мислам да. Но ја бележиме ова трета одбрана на српскиот интернационалец. Еве го Атман. Павел Атман не постигна гол против Азоти. Еве го првиот сега на дуелот против големиот ривал под нозете на Штербик, под блокот. 3 гола предност за Металург во теке 15-та минута од надпреварот. Прибак. Душебаев сега се обидува. Удар над голот. Голема шанса за Металург сега да ја зголеми оваа предност. Оди во полуконтрнапад. Атман се отвора таму. Джукич добива топка. Борозан и чиста, жива во рацете на Штербик. Трета одбрана и за шпанскиот интернационалец. Еве Седмерец број 3, број 3 така е за Вардар. 50% ефект претходно. Гледате, жолт картон добива Атман за овој старт. Дибиров погоди во првиот обид, во вториот не успеа да го совлада. Коцич, еве го тој старт на русинот за 7 метри сега. Нов изведувач на оваа казна. Исто така одличен од 7 метри Матјаш Брумен. Каква одбрана на Коцич. Остануваат на само еден пенал. Дали Коцич ќе им набие комплекс сега уште на стартот на ракометарите на Вардар со овој одбран. Гледате колку близко оди до изведувачот на пеналот, а двометраше и богами тешко може да се види голот. Нов пикер во Вардар. Уште еден српски интернационалец, репрезентативец, Тоскич во игра. На местото на Чипурин, кој што одигра 15 на минути без постигнат гол. Тешко одеше играта на Вардар во таква ситуација. Прибак од 9 метри успеа да го измами голманот Коцич. Прибак постигнува гол број 1 или за него шести на овој турнир. Горбак во редовите на црвено-црните во одбрана, тука и добрива е Марковиќ, заедно со Абутовиќ, Тоскич, Брумен во дефанзивната постава на Раул Гонзалес и се разбира Душебаев. Атман. Одличен погодок на Лука Циндрич. Игра во голем стил, во изворедна форма хрватскиот репрезентативец. Трет гол за Лука Циндрич. 7-4. Повторно 3 гола предност за Металург. 18-та минута од првото полувреме. Вардар напаѓа со Горбок, со Прибак и со Душебаев. Джукич на Горбок, меѓутоа погодува одлично русинот за засилувањето на Вардар оваа сезона. Сергеј Горбок. 7-5. Продолжува или пак намалува на еден Вардар. Овој напад на Металург ќе видиме. Циндрич. Овој пат на гол иријата. Добра интервенција на Штербик. Четврта поред. И сега
Старт на Циндрич, да видиме, има 2 минути. Според критериумите на критериумот на судиите Кркачев и Колевски, да видиме, не за ракометар на Металург, туку за Прибак, кој што најверојатно, ако добро забележав, приговори нешто и токму затоа ова е трето исклучување на вардарци во овој надпревар. Металург остана на само едно. Ќе видиме како ќе успеат да се извлечат од оваа ситуација. Сега црвено-црните, оди Брумен, се отвори Душебаев таму, меѓутоа веќе 5 минута играат од овие 18 ракометар помалку актуелните вице шампиони на Македонија. Горбок долу, знае каде е слабата точка на високиот Мирослав Коцич и токму таму гаѓа Горбок, погодува втор пат. Голот добива на значење затоа што Вардар напаѓаше со ракометар помалку. Прибак е исклучен. Не минува ништо Лино Червар во бековскиот ред. Атман, Циндрич, Липовина. Еве го Циндрич. Атман непрецизно сега. Обид како и во она ситуација кога го постигна првиот гол Павел Атман. Шанса за вардарци да дојдат до израмнување во оваа 20-та минута од првото полувреме. Но играат со играч помалку, уште 40 на секунди. Карачич во игра. Душебаев. Горбок, бара топка Тоскич, уште еднаш добро одработи Горбок, но и Коцич на гол линијата. 4-4 Коцич Арпад. Какво промашување сега, зицер ситуација на Джукич, младиот Джукич одигра одлично вчера против Зоти Полави. Душебаев сега имаше таму и чекорчиња, меѓутоа имаше и фаул и сега непотребно таму Жарко Пешевски и Тоскич и сега една навистина непотребна ситуација, еден коректен надпревар, ги загуби нервите Пешевски, тргна во расправија со Тоскич, дали доби удар, ќе видиме, таму се судиите да го проценат тоа. Не би било убаво да се расипе ова финале на ваков начин сега, навистина. Долго го очекувавме, сите љубители на ракометот посакува да видат еден ваков меч. Меѓутоа двајцата Пикер и Тоскич и Пешевски сега се судрија таму. Ќе видим многу непријатно ако Пешевски добие нека поголема казна, затоа што на овој надпревар Лино Червар има само еден Пикер. Ева таа ситуација уште еднаш. Доби удар Тоскич во дуел од Велко Барковски и потоа не знам како таму се создаде Пешевски да го направи овој. Да видиме, црвен картон има во рацете на судијата Кркачев. Црвен картон. За кого? За Тоскич. За Тоскич. Во екипата на Вардар црвен картон доби играчот Ален Тоскич. Malo zbrka tamo do zapisničkата masa. Jasno je дека Ален Тоскич доби црвен картон за овој старт, но не успеав да забележам најдобро дали има казна во таква боја картони на спортивната страна. Најверојатно не. Вардар има веќе еден исклучен ракометар. Црвен картон во екипата на Металург за Велко Марковски. За Велко Марковски е црвениот картон. За онаа ситуација што видовте пред малку, оној удар со главата во дуелот со Тоскич. Значи, Велко Марковски само што влезе во игра, ќе мора да ја напушти. Нема да има шанса ниту Раул Гонзалес да ја испрова играта на Тоскич.
во оваа ситуација, меѓутоа ги има Стојанче Стоилов и Чипурин на таа позиција и нема да има многу проблем. Гледате 20 исклучени ракометари кај Вардар сега, еден кај Металург, значи ќе биде интересно да видиме како ќе се следат сега овие што се на теренот во една ваква бројка. Се уште трае паузата по претходниот момент. Ева да ситуација уште еднаш. Погледнете сега Велко Марковски како таму го удира непотребно Тоскич кога веќе заврши акцијата. Имаше една жестока битка таму меѓу него и Тоскич и конечно продолжува играта. Дибиров со 4 ракометари во поле вардарци сега. Душебаев влегува Стоилов, сега со се изедначени силите. Прв пат на терен Стоилов, Вардар напаѓа изедначување. Заврши 10 минути од првото полувреме. Игор Карачич сега. Корбок. Подигнати се рацете на судиите. Душебаев. Одлично за Стоилов, меѓутоа изворена одбрана. Број 5 на Мирослав Косич оди во контранапад. Јоновски сега немаше потреба да ја довршува само оваа акција. Пробивање класично. Тргна сам гладен за вакви ситуации. Знаете, Јоновски игра и во репрезентацијата и во Металург во дефанзивните напади, во дефанзивна игра и гледате сега успеа да едноставно ќе го прегазеше таму Горба како што сега полека се подига и ќе ја продолжи играта. Се уште стои овој резултат 7-6 за Металург. На местото на Душебаев сега Раул Гонзалес го фрла во игра Терезич кој што играше сосема солидно на двата надпревари на Вардар на овој турнир. Еден гол против Металопластика, меѓутоа 3 во дуелот со непосилниот дуел во мечот со Санкт Петербург и тоа со максимален ефект 3-3. Ево го Стоилов сега одлично се избори за позиција, таму Стојанче Стоилов одигра одличен надпревар во добра форма, нашиот репрезентативен пикер. Тоа е добро и за репрезентацијата и се разбира за Вардар и за Раул Гонзалес. Погледнете како лесно мина таму крај Георгиевски и Липовина. Пенал број 4 за Вардар, меѓутоа во претходните 3 само еднаш успеа да го совладаат Косич и тоа токму во ракометар што сега втор пат изведува Дибиров и фантастична интервенција на Косич. Мирослав Косич 6 одбрани, 2 седмерца. Тоа е човекот кој што е преднодник, би рекол, на Металург во овој дел од надпреварот и кој што е најзаслужен секако за ова водство и за малиот број на голови што се постигнати. Честитки од неговите соиграчи. Косич големо заслужување во секој случај за Металург, доаѓа од екипата на Војводина, на шампионот во Српската лига, има 33 години, 200 сантиметри висок, поранешен член на Дубочица, на Ал Джаиш. Играше и во Железничар од Ниш, во Планинка и во екипата на Заечар. Замена за Мијатовиќ, кој што замина во унгарската екипа Чургу. Кеџо е веќе член на Констанца. Мојсовски се двоуми меѓу Зомимак и Пелистер. Голема конкуренција сега и во екипата на Металург, 3 добри голмани. Станич Митревски го видовте вчера во изворедно издание нашиот репрезентативен чувар на мрежата. Косич, гледате каква интервенција имаше сега по ударот на Дибиров од 7 метри. Така што Металург и оваа сезона е во сосема солиден, добар, квалитетен состав кој што ветува добри резултати. Госе Георгиевски полека се враќа во надпреварот, него споменав со Вугринец и со Моесовски предходно и со Димовски. Жарко Пешевски страшно мотивиран, убава акција на Металург. Еве повторно плюс 2 за Металург. 8-6 сега. 6-3 беше, 7-4. Металург успева да ги одржи овие 2 гола предност. Откако по подолго време Вардар е без постигната погода.
Прибак сега со Горбок и со Терзич во игра во бековското трио таму на Раул Гонзалес. Го нема Душе Баев, го нема Карачич, го нема Лацковиќ поодамна. Стоилов е на линијата од 6, Брумен десно, сега Прибак повторно игра за Пикер. Стоилов само 9 метри од оваа акција на Вардар. Добро се отвора, Стоилов одлично подготвен, во одлична форма на стартот од овие подготвителни надпревари. Прибак, Горбок, одличен скок, фантастична интервенција на Коцич. Седма на овој надпревар, 7 на спортивната страна. Штербик има 5. Останува 8-6, нова шанса за Металург да дојде на максимални плюс 3, да ги преслика оние 6-3 и 7-4 од претходно. Липовина, Циндрич и Борозан, стартниот трио на Лино Червар во бековската линија. Липовина, сега Циндрич, 5-1 зона на Вардар, напред Бутович, Борозан, нешто поагресивно под лавоко и другите се бараа Пешевски за да се разбие ова агресивна зона на Металург, меѓутоа не успеа да ја дојде најпрецизно оваа топка до Пешевски, игра добро. Жарко Пешевски бара шанса, бара место во составот на таа најневралгична точка во Металург. Подигнати се раце на судиите, ке мора брзо да се заврши овој напад. Циндрич сега, заглавен е тука Циндрич. Липовина, добро излегува на него. Стоилов, удар на Липовина, многу искусно од младиот 20 годишниот Липовина. Металург има 3 гола предност. Липовина го постигнува третиот погодок. По 3 заедно со Лука Циндрич, најефикасни во екипата на Металург. Исклучување во екипата на Вардар. И ново исклучување. Странче Стоилов сега исклучен. Петто исклучување кај Вардар. Заедно со оној црвен картон што го доби Тоскич пред малку. Прибак во Вардар игра повторно со играч помалку во ситуација кога Металург има максимални 3 гола предност. Трет пат во овој надпревар. Прибак води во индивидуална акција, сепак е препушта топката до Горбок. Терзич, потоа Карачич проследе и излезе таму жестоко на него. Јоновски го засили сега овој бедем заедно со Борозан и со Липовина тука од Мурат Куковски. Велко Марковски ке го нема како стол во одбраната Лино Червар затоа што доби црвен картон, меѓутоа Вардар не успеа да реализира уште еден напад. Има играч помалку, но Металург добива шанса за максимални плюс 4 во финишот во последните 5 минути од првото полувреме. Георгиевски, Липовина, Циндрич, Борозан, Пешевски на 6 лево, Дејан Манасков е екипата на Червар сега. Циндрич, Борозан, уште еднаш Циндрич, прави простор таму Пешевски, сега бара асистенција Циндрич, Борозан ја имаше речиси во своите раце оваа топка, меѓутоа сепак зад грбот на Арпад Штербик. Играат одлично ракометарите на Металург, особено Борозан остана во оној вистински ритам, еве ги првите плюс 4 за Металург, 10-6, 26 минута од првото полувреме. Само 6 гола за Вардар. Страшно лош ефект. Точно е дека има 10-12 минути ракометар помалку од овие 26 до сега. Горбок. Терзич, одлична асистенција за Стојанче Стоилов и школана игра за Пикер. Демонстрира Стоилов. Прв гол за Стоилов. 10-7. Е форсираат сега изваниците на Лино Червар, одат во мирен, стрплив напад. Зоната на Вардар е 6-0 во оваа ситуација. Борозан. Липовина. Излегува сега Жарко Пешевски, да видиме оваа акција. Борозан.
Немаше шанса да му асистира на Пешевски, да видиме задржане таму од Бутовиќ, корпулентниот црногорски интернационалец. Минува времето, почеток на 28-та минута. Борозан го издржа дуелот со Привак, го издржа и дуелот со Стоилов, одбрани Штербик шести пат, меѓутоа краде таму Циндрич. Лука Циндрич, гол број 4. Тој е сега најефикасниот играч на надпреварот. Повторно 4 гола разлика. Бутовиќ таму и како само лукаво влезе таму, почувствува дека Бутовиќ ќе проигра и ја краде оваа топка. Лука Циндрич, недобриот играч на Металург на овој турнир до сега сигурно. Терзич. Привак, тешка позиција. Финта, па потоа топка за Брумен и сега една интересна ситуација како Кегли падна неколку ракометари, ја губа топката Вардарци, добива шанса Металург и за плюс 5 во финишот во последните 2 минути од првото полувреме. Нема измени. Вугринец се уште го нема во игра во составот на Лино Червар. Ке подсетам, ги нема Наумче Мојсовски, го нема Миркуловски, го нема Ванчо Димовски, го нема Станич на голот. Металург води со 11-7. 2 минути повторно за приговор, најверојатно. Колевски сега тренира таму малку дисциплина. Особено нервозен или не знам, дофрлил нешто таму Матијаш Брумен, еден од покоректните ракометари во Вардар, па и воопшто во ракометот. Второ исклучување, опасност да му престои да се пресели тој и да му прави друштво на Тоскич на клупата. Циндрич за Борозан. Сега двајца пикери. Липовина е заедно со Жарко Пешевски на линијата од 6. Нема доволно простор за Гоце Георгиевски. Борозан, еве сега добра топка. Одлично го забележа таму Борозан Георгиевски и одлична асистенција. Погодува Гоце Георгиевски и тој е некако тивок на овој турнир со малку погодоци, меѓутоа сега во една исклучително битна ситуација погодува за 12-7 плюс 5 за Металург во последната минута од првото полувреме. Одлична серија, одлично издание на Металург. Еве сега Борозан таму тргнува во одбрана, тука нема дилема дека има исклучување за Борозан и за него е ова второ исклучување и за него опасност третото, да значи пресалба во публиката, на трибините, како и неговиот соиграч Велко Марковски. 9 метри за Вардар, и да значи се силите сега. Нешто повеќе со играч повеќе ќе биде Вардар во положение, но завршни 30 на секунди од првото полувреме. Привак влегува таму и успева да погоди со двајца ракометари против себе. Немања Привак прецизен. Гол број 2 за него. Меѓутоа само 8 за Вардар за овие 30 на минути. Премалку. Металург не постигна многу, меѓутоа има плюс 4. Во последната акција можеби. Липовина одлично е прифатила топка, меѓутоа лош агол фати и затвори таму максимално добро Арпад Штербик и не дозволи да се смени резултатот. Останува 12-8, 4 гола предност за Металург во едно жестоко прво полувреме, би рекол, со многу борба, со два црвени картона, со добри одбрани, со мала ефикасност во нападот, со само 20 гола, кој што Металург постигна 12 и води со 12-8, оди на полувреме со добра предност и покрај тоа што играше, Червар го користеше најголемиот дел од резервниот кадар во својот состав.
Меѓу нив, Лука Синдрич неефикасен со 4 гола, добра подршка имаше во Липовина кој постигна 3 и Борозан 2, кај Вардар по 2 погодоци, Прибак и Горбак и по еден на Стоилов, на Брумен, на Игор Карачич и на Тимур Дибиров. Одиме на пауза, а потоа се враќаме со решавачките 30 минути од финалето на Струшкиот ракометен турнир меѓу Металург и Вардар. Помина една минута, нема гол на финалето на Струшкиот турнир меѓу Металург и Вардар, 12-8, предноста на Металург од 4 гола остана по овие 60 на секунди, со тоа што Страхиња Милич имаше две одбрани по ударите на Дејан Манаски. Затоа сега погодува Карачич на голот на Металург, нов голман, на местото на Косич, сега Митрески влезе во игра и еве првата реализација на Карачич во второто полувреме. Гол број 2 за Карачич. Неколку нови ракометари во двете екипи, едно од нив најново, Ренато Вугринес на десната бековска позиција во Металург. Митрески е на голот на металурзите, на голот на Вардар, на местото на Штербик, сега брани Милич. Ето тоа се новаците во овој надпревар. Борозан одлично минува таму. Фантастична финта на Вуко Борозан. Игра во транс во целиот овој турнир. Вуко Борозан жестоко се бори за место во екипата и гледате игра на високо ниво. Црногорскиот интернационале. Трет гол за Вуко Борозан. Остануваат плюс 4 на Металург на почетокот на второто полувреме. Лацковиќ е вратен повторно во играта на Вардар. Терзич останува и Брумен. Стојанче Стоилов е стариот пикер од првото полувреме. И Дибиров на лева крилна позиција, незабележителен, многу тивок досега, не успеа од пенал два пати да го совлада Коцич. Позиционен удар од неговата страна немаше. 9 метри за Вардар, очекуваме уште по жесток надпревар, уште по жестоко продолжение и напад на Вардар на оваа негатива по одличното издание на Металург во првото полувреме. Добро се постави таму стрелецот на претходниот погодок. Лацковиќ беше во ситуација. Сега Карачич. Нови 9 метра. Подигнати се рацете на судиите Кркачев и Колевски. Ке мора брзо да се заврши овој напад, но претходно треба да му се укаже помош на Јоновски, на бранителот на Металург. Туше Баев и изворена интервенција на Никола Митревски, беше херој вчера на она победа над Азоти. Ја бележиме првата интервенција на Никола Митревски вчера во дуелот против полскиот представник. Митревски нанижа 12 одбрани. Беше вистински предводник во победата во на второ фуриозно полувреме што го добија металурзите. Повторно се жали на повреда Вуко Борозан. Девет метри за Вардар. Металург има 4 гола предност. Карачич мора брзо да завршува Вардар, да не забравиме, ево го Стоилов одлично таму во дуел, има 7 метри од 6, бранеше и Кукоцки и мислам дека беше Борозан во таа ситуација, одлично одигра овој пат на Стоилов, ракометарите на Вардар и еве петти пенал за црвено-црните, меѓутоа проблемот е тоа што досега реализира само еден, првиот наредните, 3 не успеа да го совладаат. Коцич шутираше и Брумен, шутираше и Дибиров, еве го сега да видиме трети изведувач, Карачич против изворедниот Коцич. Погодува Карачич.
Трет гол. Втор гол на Карачич во второто полувреме. Има 7 претходно во првиот дел. Намалува Вардар на 13-10. Металург со Циндрич, со Борозан и со Вугринец, а не Липовина. Играше цело прво полувреме Владан Липовина, постигна 3 гола. Беше втор стрелец во екипата. Зад Циндрича заедно со Борозан. Циндрич прави простор, таму Пешевски, блокиран Вугринец од Лацковиќ или од Абутовиќ. Уште еднаш Циндрич, излегува на него Стоилов. Сега удар на Вугринец, меѓутоа добра интервенција на Страхиња Милич. Веќе нанижа 3 за овие 5 минути голманот на Вардар Милич, популарниот Джамбо. Лацковиќ. Карачич. Добро се крена Карачич. Добар, прецизен удар. Нема кен Митревски. Легува во добар ритам Карачич. Веќе 4 гола зад неговото име. И полека успева да ја разбие ова предност на противникот Вардар. Доаѓа на -2, имаше и -4 Вардар. Еве го сега Пешевски оди на клупата за резерви. Да видиме Никола Марковски ке влезе во игра. Него го заборавив на почетокот. Му се извинувам на оној стартот на преводот кога реков дека Металург поради отсутството на Димовски има само еден пикер. 9 метри. Сега Циндрич таму во еден жесток дуел со Стојан Честојолов. Коректно се извинува пикерот на Вардар. Уште еднаш Циндрич. Упорно, меѓутоа добра интервенција на Милич. Четврта за српскиот голман. Брзо во контра. Стојан Честојлов погодува. Втор пат и еве ги сега Вардарци на само -1. Еден кризен период во играта во овие 7 минути на Металург. По 12-8. Сега само 1 гол за Металург, а 4 за Вардар. Добра серија на црвено-црните. Да видиме како ќе го решава сега ова Червар. Овој кризен период во играта. Марковски добива топка Циндрич, оди сам Борозан, доста простор, но фантастичен на голот Милич, но има фаул, односно 7 метри за Металург. Ја гледам оваа ситуација, Дибиров бранеше од 6, и еве го вториот удар од 7 метри за Металурзите. Повторно Циндрич сега против Милич, а не против Штербик, беше успешен Хрватот. Одличен погодок, многу атрактивно над главата на Милич погодува Лука Циндрич, многу значаен гол за Металург, за враќање на она темпо од првото полувреме. Гол број 5 за Хрватот. Лацковиќ, Карачич. Бараше конекција со Стоилов. Карачич повторно, нема позиција за Брумен. Нов напад на Вардар. Не се подигнати се уште рацете на судиите. Добра игра против Стоилов, сега одлично. Металург во одбрана. Излегува Вугринец на Душе Баев и да видиме што е сега доследено. 9 метри. Долга акција на Вардар. Девет метри, ева таа ситуација. Да видиме. Душебаев, фаулиран од Вугринец, тука немаше дилема. Ке мора брзо да завршуваат Вардарци и конечно Карачич добро блокираше таму Јоновски. Останува Вардар во напад, но под притисок да биде брзо завршен на нападот. Одлично продолжение, повторно гледаме добар врвен ракомет со квалитетни одбрани. Со добри голмани. Карачич.
Душебаев, одлично таму во блок. Кукоски. Уште еден стружанец на теренот на игралиштето Женска плажа. Душебаев. Стоилов, одлично вишок таму за Брумен. Веќе биде многу опасно, имаше двајца паднати ракометари, една многу непријатна ситуација, но некако успеа да се извлече Брумен. Погледнете оваа ситуација, Олевски беше тука, во скок беше Брумен и успеа некако да го избегне контактот со Олевски. За Брумен, тоа е втор погодок, Вардар е втор пат на -1. 14-13. Се жали таму на повреда Кукоски, кој што одигра одлично во одбрана во претходната акција. И 2 минути добива од судијата Колевски. 2 минути за Кукоски. Веројатно во на претходна акција чекаше Колевски. Четврто исклучување кај Металург, сметајќи ги за црвен картон на Велко Марковски. Пет имаше кај Вардара, заедно со црвениот картон на Ален Тоскич. Што се случува сега таму на записничката маса? Не годува металурзите на судењето во ова продолжение. Не ми е јасно зашто овој застој сега. Исклучен е Кукоски. Има уште едно исклучување. И сега Металург игра со 4 ракометари во поле. Се заборави таму на пивот позиција да биде пополнета екипата на Металург и сега Ласковиќ е повреден. Не оди баш течно, што би се рекло во второ полувреме, доста прекини, доста фаули, доста исклучувања. Не гледаме некој многу атрактивен, квалитетен ракомет во овој дел, меѓутоа гледаме вистинска борба долу на теренот. Ова ќе го гледаме и во наредната сезона, во многуте пресметки на Вардара, ќе ги има во СЕХА лигата, во регуларниот дел 2 сигурно, ќе ги има во Купот, ќе ги има во Суперлигата на Македонија, така ова е еден убав вовет на она што не очекува во наредната сезона од овие две екипи. Кој ќе биде поуспешен, ќе видиме. Одлично сега краде таму Циндрич, му зема топка на Карачич, оди сам Циндрич со Милич, погодува Циндрич, играчот број 1 на Металург. Силниот, темпераментниот, енергичниот Циндрич, прецизен со 20 ракометари помалку успева да постигне гол Металург, а сега брани Коцич. Се врати на голот и фантастичен на овој надпревар. Коцич влезе во одлична серија. 8 одбрана на Коцич, прва во второто полувреме. 15-13 водството на Металург продолжува со 4 ракометари. Предмалку постигна и погодок. Никако да дојде до изедначување Вардар. Борозан, па Вугринец сега. Лаовски се борат овие 4 ракометари на теренот на Металург. Вугринец, Борозан, Никола Марковски и Циндрич. Еве го Вугринец. Имаше таму еден прекршок во скокот, а Бутовиќ реагираше. Уште 10 секунди и нешто повеќе ќе бидат комплетни ракометарите на Металург. Шутираше Вугринец, еве 9 метри сега. Успеа да обезбеди словенецот. Во словенечкиот дуел со Брумен се враќа Џукиќ на десно крило, го замени Ѓоргиевски, кој што играше малку во второто полувреме. И сега повторно Милич изморенен. Пета интервенција на Страхиња Милич. Шутираше Циндрич.
Сугерира тука Лино Червар пред мене дека не требаше да се шутира, требаше да чека подобра шанса, но Циндрич испали и имаше за малку ке погодеше само добрата интервенција на Милич. Не го дозволи тоа. 9 метри за Вардар. Голема борба на игралиштето женска плажа крај во Струга. Многу фаули, малку голови. 28 за 40 на минути. 15-13 води Металург. Шанса за Вардар да се приближи. Душебаев. Лошо игра со Лацковиќ. Се уште не се во игра, се уште не се во нови вистински ритам. Ракометарите на Вардар што е и нормално, меѓутоа Косич интервенција број 9. Сега тој ги задржува Вардар си на -2. Џукиќ, фантастичен гол. Прекрасен погодок на Џукиќ. Прв за него, меѓутоа страшно атрактивен е младата сила, младата гарда на Металург. Погледнете го ова е удар од левата рака на Џукиќ, одлично од зглоб. Душебаев, 16-13, 3 гола предност за Металург, имаше и +4 нашиот шампион. 10-6 беше во 26-та минута. Имаше и 12-7 во финишот на првиот дел. Лацковиќ. Диреко се узвик сега за Косич. Оди во контранапад Металург. Вугринец сам погодува Вугринец. Каква серија на Металург. Прв гол на Вугринец. 42 минута. Оди повторно по максималната предност од 5 гола. Металург 17-13. Вардар не успеа да ги искористи овие исклучувања, ова битка на теренот. Металург издржа и еве ги сега повторно на +4. Прибак мора да се врати во игра. Тотално индиферентна, стерилна бековската линија на Вардар. Еве го атрактивно таму Прибак одговара исто така Дибиров. Конечно во 43-та минута Тибур Дибиров од своја позиција од лево крило успева да погоди само втор гол за рускиот интернационалец. Постигна еден од пенал на почетокот и толку. 17-14, 14-та минута од продолжението, второто полувреме на финалето во Струга. Се зголемува интензитетот, расте темпото во овој надпревар. Циндрич, Борозан и Вугринец е сега тројката бекови на Металург. Никола Марковски е на линијата од 6. Борозан, ево го сега Вугринец, брза топка за Циндрич. Крстува со Вугринец, меѓутоа му брани повторно удар на Вугринец. Страхиња Милич, 6 одбрана за него, оди во контранапад Вардар. Терзич е во игра сега и топка да видиме за Чифурин, има таму 7 метри. 6-ти удар од линијата за 7 метри за Вардар. Само 2 реализира во предходните 5 и тоа со Дибиров, со Брумен, со Карачич како изведувачи. Да видиме ке шутира оној што беше прецизен во последниот 5-ти седмерец за Вардар. Карачич против Косич. Уште еднаш прецизен Карачич. На 58 за реализација 7 метри се вардарци. Карачич го постигнува петиот погодок и е убедливо на ефикасен ракометар на Вардар. Интересно, има од другите стрелци, од 5-те, сите имаат постигнато по 2 гола. Стоилов, Брумен, Привак, Дибиров и Горбак. Интересна листа на стрелци. Плюс 2 за Металург. Оди во напад преку Циндрич. Па сега прекрасен гол на Липовина. Го замени Вугринец и веднаш погодува. Одлична ротација има. Поточно добива Лино Червар со младиот црногорски репрезентативец Липовина на таа десна бековска позиција. Младиот Липовина многу помотивиран, по-жесток, по-енергичен, по-агресивен на овој турнир од Ренато Вугринец. Терзич е сега во игра кај Вардар. Привак, Дибиров влегува на 6, има 7 метри, затоа што
задости таму малку само Липовина и тоа беше доволно за брзиот Дибиров да обезбеди седми удар од 7 метри за Металург, за Вардар, просете, Металург изведе 2. Карачич трет пат поред против Коцич, по претходните два обида успешен. И сега 4 од 7 има Вардар од оваа позиција. Карачич гол број 6. 18-16, тоа е резултатската нишалка, 2 плюс, 3 плюс за Металург. Останува истата постава со Борозан, со Циндрич, со Липовина десно, Джукич на крилна позиција. Лево е Ојлески, ево го, левото крило на Металург, го замени Дејан Манасков, кој во првото полувреме не се запиша во листата на стрелците. Се видиме проблеми сега за Матијаш Брумен. Вуко Борозан, Липовина, црногорската врска во Металург. Одлични и во овој финален меч како и на претходниот против Азоти. Повторно прекин. Теворец со Матијаш Брумен. Металург оди по плюс 3. Борозан сега за Олески, само Кусо, па потоа Липовина и еден проектил на Борозан, но изворедна интервенција на Страхиња Милич, повторно грешат вардарци. Тотално деконцентрирани некако во овие ситуации. Ракометарите на Вардар добро подготвени за одбрана, за да украдат неколку топки. Избраниците на Лино Червари еве и добиваат брза шанса за плюс 3. Марковски далеко од својата позиција, да видиме за каква варијанта се работи, за игра токму на него, одлично Циндриш таму проигра, добро затвори или пак не успеа најдобро да ја зграпчи оваа топка. Никола Марковски 9 метри се веќе изведени за Металург. Уште еднаш Циндриш таму, Липовина комбинира со Борозан, оди Борозан и како гол! Како поголок ја скина пајажината од аголот Борозан. Погледнете го овој удар над Абутовиќ, немакен таму Страхиња Милич. Борозан го постигнува четвртиот погодок за плюс 3, 19-16. Горбок е сега обидот на Раул Гонзалес и Терзич заедно со Прибак да се засили играта во овој дел од теренот. Еве го Прибак со соло акција, меѓутоа се уште нема удар прецизен од бековските позиции. Прибак гол број 3. Продолжува резултатската нишалка од 2 гола до 3 позитива за Металург. Почеток на 19-та минута од продолжението. Може би клучен период од мечот. Циндрич. Одлична финта на Циндрич во движење и таму прави фаул и коректно признава Матијаш Брумен, седмерец број 3 за Металург. Погледнете го движење на Циндрич, никако не успева да го задржат, мина покрај Стоилов, Брумен бранеше длабоко од забранетата зона и има 7 метри за Металург. Лука Циндрич се жали на повреда. Инспираторот на оваа игра, креаторот на ова темпо на Металург. Победничко до оваа 49-та минута на преорот. Ренато Вугринец ќе треба да го изведе третиот сетмерец за Металург. Прецизен Ренато. 3 од 3 од 7 метри. Два пати Циндрич, сега Вугринец погодува, но само втор гол за бекот на Металург. 20-17. Не се мрда од овие плюс 3 Металург. Вардар никако да притисне и да направи серија. Терзич. Топка за Прибак. Горбак оди. Ева му простор на Прибак. Одлично проигрување таму за
Брумен на линијата од 6 метри и Новсет Мерец дури 8 за Вардар. Добро изработена акција на Вардар, добра асистенција таму на Привак, остана на линијата од 6. Крилото Борозан таму стартуваше, нема дилема овде има 7 метри. Карачич е повторно со топката. Трет пат трите претходни обиди, прецизен, ова е четврти, за да го сочува на 50% ефект Вардар од оваа ситуација. Не дозволува Коцич, не дозволува Мирослав Коцич, интервенција број 10 за српскиот голман. Одличен во вистински момент. Ова се минути во кои што се решава мечот. Шанса за Металург да отиде и на плюс 4. Двугринец. Борозан. Сега Липовина е тука. Една интересна формација на Червар. Со Вугринец на централната бековска позиција. Десно е Липовина, лево Борозан. Ова е прв пат на овој натпревар. Вугринец. Еве топка за Борозан. Одлично Вугринец за Марковски. Повторно не успеа да ја фати оваа топка Марковски. Под фаул беше Марковски од Стоилов, меѓутоа можеше многу подобро да реагира во оваа ситуација. Пикерот на Металург, Вугринец се обидува повторно. Сам Вугринец, еве го вистинскиот Вугринец. Трет гол за него, сите три во второто полувреме и Металург оди на 21-17 плюс 4 во оваа 50-та минута. Во момент можеби клуче рекол за надпреварот, доколку Вардар не успее да притисне онака како што треба, затоа што ова е веќе сериозна предност до крајот, има уште 10 на минути. Новсет Мерески има за Вардар. Да, тука нема дилема. Оверевски не можеше да го издржи овој дуел со Стоилов, инсистираат, играат буквално на пикер во 90% од акциите во овој период. Ево го Терзич сега таму одлично, Стоилов се загради, Оверевски беше немакен во овој дуел и еве го сега Карачич повторно на линијата од 7 метри. Коцич му одбрани претходно. Сега да видиме што покажува судиите одбрана. Аплаузи на отворена сцена за Мирослав Коцич, за големото засилување на Металург. Погледнете, двометраж како успеа да се врати, да ја одбрани оваа топка. Одличен Мирослав Коцич. Го носи, му дава шанса на својот состав да отиде на плюс 5, може би решавачки во овие завршни 8,5 минути од финалето во Струга. Повеќе некако, барем во до овој период ја посакуваат победата изврниците на Лино Червар. Сега избрзано може би Борозан таму за 8 интервенција на Страхиња Милич и за шанса на Вардар да се врати повторно на минус 3, меѓутоа таму Јоновски сега стигна во одбрана да го блокира. Терезич имало фаул, велат судиите. Горбок не го забележа тоа, меѓутоа Јоновски се враќа сега во одбрана со Никола Марковски, со Вугринец, значи свежи ракометари, со Липовина тука, Олевски е лево и Џукич. Горбок повторно игра за Стоилов и повторно 7 метри. 9 удар од 7 метри, но ништо од тоа, зашто? Затоа што Коцич е изморен. Горбок сега му асистираше на Стоилов, таму Џукич направи прекршок, да видиме има ли нов изведувач. Да, има нов изведувач кај Вардар од линијата од 7 метри. Терзич против Коцич сега. Нема ништо и од тоа. Сега имаше среќа тука. Терзич ја бележиме во одбрана на Коцич. Немаше среќа во оваа ситуација. Изворедниот Коцич денеска успеа да одбрани трет удар од 7 метри, меѓутоа се одби топката до Терзич и го бележиме првиот гол на Стефан Терзич, 21-18. Еве тајмаут, еве можност стариот Лисец малку да ги смири своите ракометари, да се договорат во овој период завршен, како да се одигра против Вардар, кој што никако не може да се пронајде себе си во ова продолжение во второ полувреме. Тешко оди топката, тешко добиваат ситуации бековите да шутнат, а тоа е секако резултат и на изворедната одбрана на Металург. Играат буквално
до крај, многу пожртвувано, многу енергично, со многу агресивност, емоции во играта. Еве го оној прекрасен гол на Борозан, мал хайлајтс од она што го предходеше на овој тайм-аут. Вардар ги продолжува подготовките во Канџа на турнир. Металург ќе се подготвува во Скопје краток период и до крајот на овој подготвителен период Лино Червак има уште шанса да ја воигре екипата која што е со неколку, како што демонстрира овдека, силни, добри, квалитетни ракометари. Борозан, Вугринец, по тешка позиција, меѓутоа оному каде што не беше поставен Страхиња Милич. Страшно значаен гол за Вугринец. Сега го проработува во вистински моменти словенецот. Четврти погодок за него за 4 гола предност на Металург. Горбок, Привак, Терзич е бековската линија на Раул Гонзалес. Дибиров конечно погодува од своја позиција, втор пат на овој надпревар. Трет гол за него, постигна еден од 7 метри. Ја прифати веднаш со една рака оваа топка и беше прецизен, немаќе на овој пат изворедниот Коцич. Голманот кој што има 12 одбрани наспроти 8 на Страхиња Милич. Гоце Георгиевски и Лука Циндрич кој што се одмори малку влегува во игра. Излезе Липовина. Сега прекршак таму 9 метри од Привак. Вугринец и Георгиевски комбинираат сега. Циндрич. Има чекори, не може овој погодок, останува 22-19. Еве може би последна шанса за Вардар со гол да се врати или со некоја серија може би подобра. Нема ништо од оваа акција на Терзич. Се жали на рамето, на фаул во оваа ситуација десниот бек на Вардар. Да видиме. Еве го тој момент. Апсолутно немаше ништо. Има 13 одбрана за Коцич, чиста позиција за Терзич. Многу блиску беа судиите и мислам дека ова коректна одлука. Уште еден незавршен напад, непрецизен од добра позиција, овој пат не погодува Терзич. Металург ево последна топка и сега ќе има шанса да преслика 4 гола предност и тоа во страшно значаен момент, да не речам решавачки и можеби клучен за триумф во ова финали, за одбрана на титулата на овој турнир. Најтрофеен со 12 титули е Вардар. Металург втор пат поред се бори за драгоцениот пехар. Продолжува Червар со Борозан, со Циндрич и со Вугринец. Еве го Вугринец, па сега Борозан, тука заглаве на средината, затоа тука е моторот Циндрич. Топка за Вугринец, добро излиза на него Бутович, има нов напад за Металург. Уште еднаш Вугринец. Борозан, одличен влез, се обиде атрактивно да погоди од зглоп и има тука 7 метри. Извореден, расположен, мотивиран, квалитетен денеска Вуко Борозан. Гледате, уште еднаш оваа ситуација, гледате, од зглоп се обиде да погоди, за малку ќе погодеше, меѓутоа има четврти удар од 7 метри за Металург. Претходните 3 ги изведоа максимално прецизно сините. И овој пат елегантно со дополнителен уметнички печаток Ренато Вугринец погодува пети пат сите во второто полувреме, еден сув лист, класика. Терзич. Привак, не мерува ништо Горбак во бековската линија. Одлична асистенција сега на Дибиров, пробивање на Стоилов и дали е тука некаде крајот на овој надпревар. Нема да се осмелам да кажам, затоа што се работи за
екипи кои што играат до крај, квалитетни, меѓутоа на почетокот на подготовките се очигледно во оваа фаза се покажува дека Лино Червар подобро ги подготвил своите ракометари во првиот настап по оние базични подготовки во работа со топка. 23-19 убедливи, 4 гола предност во финишот на овој надпревар. Борозан па Вугринец сега комбинира со Георгиевски, таму уште еднаш Ренато Вугринец прецизен. Еве како ги решава надпреварите, на кој начин словенешкиот интернационалец, новиот македонски репрезентативец Ренато Вугринец. Пивок беше, се мотивира, вчера играше под своето ниво, меѓутоа еве денеска го решава мечот. Горбок немакен таму во оваа одбрана на Металург, сега и веќе не е битно дали има 9 метри или пенал. 24-19, убедлива предност на Металург. Се секавате на оние фуриозни минути во автокоманда кога го решија прашањето за победата ракометарите на Металург. Премногу протестираше таму кај судиите Ренато Вугринец, беше еднаш опоменат и потоа добива исклучување сега во овој финиш. Штета, не знам зашто се изнервира толку и зашто не реагираше помирно. Финишен на превод, голема предност има неговата екипа. Крај, речиси, нема тука дилема веќе околу прашањето на победникот и сега веќе почнува славието на клупата на Металург. Секоја победа е слабка против големиот лутиот ривал Вардар и на тренерите и на играчите. Раул Гонзалес вторпат поред доживува пораз од Лино Червар и тоа повторно во еден фуриозен надпревар. Завршница 29-та минута е во тек. Борозан па сега Тиндрич стрпливо одат на долг напад, подигнати се раце на судиите, ке се оди до крај. Тиндрич тука промашува, меѓутоа времето минува. Полека, уште 30 на секунди ке влезе во завршните 60 на секунди, меѓутоа повреден Лука Тиндрич таму. Повторно сега малку искри долу на теренот, никако не може да ги контролираат сега страстите и едните и другите. Нема потреба од ова и гледате дека се секогаш битни овие надпревари, без разлика што се работи за почетен подготвителен период. И знаеме постојано и ние новинарите, а и ракометарите да кажат, па резултатскиот императив на овој надпревар не е. Меѓутоа гледате, има резултатски императив и тоа како, но се работи за два големи ривала, за две екипи кои што се чие ривалство е познато далеку веќе во Европа. Тоа се двете екипи уникатни, раритетни во Европската лига на шампионите од еден низ град и мислам дека сега во овие завршни моменти кога се е решено треба да го задржат нивото и рейтингот и да бидат докрај фери, коректни и спортски да го завршат овој турнир, овој добар, убав надпревар со во стил на спортсмени, а не со расправи и вакви сцени. Мислам дека не е потребно сето тоа. Финишер на надпреварот уште минута и пол до крајот, неполна, и треба сето ова да се заврши во фер и коректен стил. Реков и предмалку дека јасно беше во неголемиот дел од овој надпревар дека изводите на Лино Червар се мотивирани, се подготвени и повеќе посакуваат победата. Нови исклучувања сега во финишот, 2 минути за Стоилов дополнителни. Имаше тука една закачка со Станиш, мислам, кој што е на клупата за резерви во ростерот на Лино Червар. Меѓутоа не е во надпреварувачка позиција. Три ракометари сега недостасуваат на терен, два кај Вардар, Дибиров и Стоилов предмалку. Вугринец беше исклучен претходно и да видиме. Ја следиме завршницата од овој надпревар. Ракометар повеќе има Металург во напад Вардар, Привак, па сега топка за Горбок таму. Нема позиција за
Брумен, Чекори и еве ги завршните 50 на секунди во кој што Металург може да ја затвори оваа победа со атракција. Борозан, Георгиевски, Никола Марковски веќе отворени аплаузи, искрени од српската публика која што беше на страната на Металург во овој дуел. Сосема логично, има многу стружени во тимот на Металург. Вардар ја немаше помошта или пак од помал број навивачи, но добро мотивирани ракометарите на Металург со препознатлива одбрана до крај, што се вели агресивно, цврсто. Вардар не можеше да одговори во овој момент. Еве гледате сега, Борозан му краде топка на Спривак и потоа елегантно Ренатов Угринец. Седми погодок во второто полувреме станува најефикасен играч на надпреварот. 24-19. Тоа е конечниот резултат на овој финален дуел на овој финален меч од струшкиот турнир. Победа на екипата на Металург, успеа да ја одбрани титулата. Поточно 25-19, простете, последниот гол на Вугринец не го регистриравме. Така е, 25-19, убедливи 6 гола во ова последна минута или последна секунда. Металурзите ја постигна и максималната предност што има на овој надпревар и го затвораат на најубав можен начин овој финален меч, ја одбранат титулата старо нови шампиони се на овој струшки турнир. Публиката искрено го поздрави овој триумф на металурзите, меѓутоа овие сцени што сега ги гледавме, мислам дека не доликуваат на финалето. Мислам дека и Дарко Станич треба да го свати тоа и да пружи коректно рака да се заврши овој турнир на најдобар можен начин. Еве ги преосенатите ракометари, си подаваат рака, сосема коректно, фер, спортски на крајот и покрај тоа што следевме голема борба, тоа е јасно, тоа ги краси сите дуели на овие две екипи, големи ривали, лути противници. Еве гледате каква најава прават пред нивните надпревари оваа сезона во првенството, во СЕХА лигата. Ги нема овој пат во иста група во Лигата на шампионите. Може би ќе се сретнат некаде во некоја друга фаза и го посакуваме тоа. Значи сега следува на вообичаена церемонија на доделување на драгоцениот пехар на победникот на овој турнир. Ќе ја проследиме до крај. Ова е победа на Металург, кој што, знаете, тргна со пораз на отворањето на овој струшки турнир од Кретеј, изненадувачки за многумина, 24-21, славеше тимот на Борко Ристовски. Кретеј, кој што денеска играше за пласман за избегнување на последното место. Ја совлада Металопластика со 28-19. Прогласување на најдобрите ракометари на овој турнир. Стоилов играше добро, штета што на крај влезе во кавга со Станич и подобро ќе беше да го запамтиме по на убава квалитетна игра и да не речам беше единствен кој што се бореше, кој што играше на овој меч. Вуко Борозан се реши организаторите да го прогласат за најдобар играч. Борозан, кој што постигна 4 гола, иако мислам дека предводник на оваа победа на Металург беше пред сите Мирослав Коцич и се разбира Лука Циндрич, кој што одигра уште еднаш одлично. 13 одбрани за Мирослав Коцич, најефикасен кај Металург Ренатов Угринец, кој постигна 7 гола, имаше одлична подршка во Лука Циндрич, кој даде еден гол помалку. Вуко Борозан застана на 4, исто толку и неговиот сонародник Владан Липовина, 4 погодоци, еден за Гоце Георгиевски, за Павел Атман и за Дарко Джукич. Тоа се стрелците во составот на Металург. Кај Вардар Карачич најефикасен со 6 погодоци. Има
двајца ракометари со по 3, Привак и Тимур Дибиров, и другите со по 2. Стојанче Стоилов, Матјаш Брумен, Сергеј Горбок и да не го заборавиме оној гол на Стефан Терзич, откако Коцич му го одбрани пеналот, па во дополнителниот обид беше прецизен бекот на Вардар. Го чекаме сега моментот на прогласувањето на победникот, свеченото предавање на наградите на овој 42-ти струшки турнир. Почитувани присутни, го проследивте 42-то издание на традиционалниот меѓународен ракометен турнир Струга 2014, на кој бевме сведоци на исклучително врвни и квалитетни надпреварувања помеѓу ракометните екипи од висок европски ранг. Уште еднаш докажавме дека ракометна Струга може да се носи со еден ваков настан од национално и меѓународно ниво. Покрај тоа што од нашиот град произлегуваат врвни спортисти, Струга е извор и на музички таленти. Еден од нив е и младиот Методија Столески. Методија ќе ни се представи со нумерата Песна за Македонија. Да го прославиме со еден аплауз.
присутни. Сега следува доделувањето на наградите на најдобрите екипи, учеснички на меѓународниот ракометен турнир Струга 2014. Наградата за најдобар голман на 42-иот меѓународен ракометен турнир Струга 2014 му се доделува на Мирослав Коцич од Металург. Истата ќе ја додели нашата стручка ракометна звезда Наумче Мојсовски. Започна завршиот чин на доделување на најдобрите, го видовте најдобриот голман Коцич, а најдобар стрелец на годинашниот турнир Струга 2014. Екипата на Кретеј, истата ќе ја додели собственикот на најубавиот хотел на Струшкото крајбрежје хотел Дрим, господинот Крсте Блажевски. Турнирот е играчот на Кретеј, Уго Деша. Тоа е левото крило на францускиот, новиот француски прволигаш. И да видиме кој е прогласен за најдобар играч. Му се доделува на Синдрич Лука. Лука Синдрич, апсолутно заслужено. Апсолутно заслужено. Лука Синдрич, хрватскиот репрезентативен член на победникот на овој турнир Металург, беше најдобриот ракометар и ракометната публика во Струга со аплауз искрени го поздравува најдобриот играч на турнирот Лука Синдрич. Коцич најдобар голман, Уго Деша најдобар стрелец. Ја поканувам трето пласираната екипа на Сан Трето пласираниот тим на овој турнир, екипата од Санкт Петербург, кој што во мечот за трето место го совлада полскиот состав Азоти Полави со 33-29. Ракометарите на Санкт Петербург го во првото коло беа поуспешни убедливо од екипата на Металопластика со 31-20. Потоа го доживеа оној тежак пораз од Вардар во втората рунда со 35-22. И денеска во мечот за трето место славеа против полскиот тим. Екипата на Санкт Петербург, учесник на второпласираната екипа на Вардар на преварите од Лигата на шампионите. Вице шампион, најтрофејниот тим на овој турнир досега со 12 трофеи. Вардар во овој дуел не успеа да му се спротивстави на големиот ривал Металург. Започна големата битка со триумф на актуелниот шампион, продолжување на она фуриозно издание на избраниците на Лино Червар во автокоманда, кога успеа да слават убедливо и да ја освојат шампионската титула. Металург е победник на годинашното издание на Струга 2014. Неуспешните на овој турнир, ракометарите на Металург ја одбранија титулата, иако без Наумче Мојсовски денеска, без Ванчо Димовски и без Филип Миркуловски, без услугите на Дарко Станич, кој што не беше во составот на Лино Червар. Меѓутоа одигра одлично. Сите ракометари кои што беа денеска во игра кај Лино Червар продолжи на игра одлично во одбраната, фуриозна во нападот по претходниот надпревар со Азоти Полави. И денеска во една голема битка го совлада Вардар убедливо со 25-19.
Ево го и завршниот чин. Пехарот на победниците. За освоеното На второ место на третопласираната екипа Вардар Санкт Петербург. ќе го додели директорот на агенцијата И сега за за Вардар. млади спорт, господинот Маријан Спасевски. Филип Лазаров денеска не настапи. Не влезе во игра воопшто. Пехарот за освоеното прво И место сега на пехарот екипата на што Металург оди во ќе го рацете на додели министерот за транспорт и врски господинот Миле најдобриот Јанковски. тим. Имаат искуство во вакви ситуации. Металурзите Асе Јоновски. Металург ја прославува новата титула на Крушкиот ракометен турнир кој оваа година мина со квалитетни надпревари, со добри екипи. Се надеваме дека наредната година ќе има уште повеќе квалитети, уште повеќе добри квалитетни екипи и ќе гледаме во секој случај вакви надпревари како што беа овие, особено во финишот на турнирот, особено овој финалниот во кој што гледавме една жестока битка меѓу големите ривали Вардар и Металург. Славеа металурзите со 25-19 и ја одбранија титулата во Струга. Поздрави од Струга.